Катерина, прво честитки за твојот настап на Макфест. Кажи ми прво фестивалско искуство? Да. Ви благодарам на прашањето. Да, ова е моје прво фестивалско искуство со песната Зад кулисите. Добро. Кажи ми за почеток чива е песната, или текст, музика, аранжман, кој се погрижи да звучиш така добро, изгледаш така добро. Прво за музиката, па ќе споменеме нешто за впечатливиот твој изглед. Аранжманот на музиката и музиката во целост е дело на Димитар Андоновски, а текстот на музиката е на Робин Зимбаков. Ова што го гледате на мене е креација на една прекрасна личност и многу талентирана девојка, Стефанија Насеска. Пред скоро имаше модна ревија, па така ја забележав и го забележав овој прекрасен гост. Супер. Со оглед на тоа дека си дипломирана актерка, од каде со музиката? Музиката секогаш била еден неизбежен дел од мојот живот. Јас, иако се решив примарна работа да ми е актерството и се запишав да и дипломирав, со музика се бавам скоро 10 години како хоби, но ете денес пробав да го скршам ледот и да почнам со нешто авторско, да настапам на музички фестивал, иако јас скоро секој викенд настапувам на сцената на Голд Фелиција во Битола, како пеач и како водител, како изведувач. И да, имам некакво искуство во овој дел, но досега немам авторска музика, ова е мојата прва авторска песна. Одлично. И како е да се биде чувството на еден ваков фестивал, особено што е јубилеј 40 години Макфест? Особено што е јубилеј ми представува неверојатно искуство, преубаво се осеќам, прекрасни луѓе, има прекрасна енергија, има сето е многу добро организирано. Се надевам дека нема да ми е и последен, затоа што фестивалот има големо значење за мене, за мојата фамилија исто така, затоа што тие го следат од самите почетоци, јас имам само 24 години, тоа што сум патила. И да, прекрасно. А дали имате некој артист од Макфест кој ви дал инспирација или пример кој би сакале да го следите, па можеби и мотивација да се пријавите вечера? Па не можам јас да издвојам еден. Сите што сум ги следела и сите музички имиња што се ден денес на сцената, некако поминале на Макфест, некако биле дел од Макфест некоја година. Така да имам многу идоли, имам многу луѓе на кои што се огледувам и би сакала секако еден ден да ги достигнам тие успеси. Одлично. Убаво место си одбрала за почеток. Јас ти посакувам многу успех понатаму. Ти благодарам што ми даде изјава за Слободен печат. Ви благодарам вас.